Ова ми е ова е пред да се омажам, значи бев друга тогаш, денес сум друга, а ова ми е, еве да речиме, ова е невеста кога бев. Ако насело и таму имавме торти, да речиме, сечевме и весели бевме, и среќни бевме. Јас сум Јасмина Радеска од Битола, имам 29 години и одлучив да ја пријавам мојата тетка Грозда Славевска во емисијата ВИП на еден ден, поради што сакав да ја видам посреќна и во посреќно издание. Знаеш, нема среќен живот, само среќни денови, но боли кога не си среќна ти. Јас сум Грозда Славевска од Битола. 52 години имам. Мајка сум на 2 деца, сопруга, свекрва, баба, на внуче, 4 месеци бебенцето. Истоштена в крај, потрошена многу. Кај што се омажив беа исто и тие сиромашки луѓе како моите родители, како ние. Тежок живот, со земјоделие, со тутун, со такви работи. Како да имам 70 години се осеќам во лицето, а иначе духот и телото ми се чини дека имам 20 години, али снагата и лицето ме издаваат. Не може некогаш. Психата го убива човекот. Психата најпоќе го убива. Кога најмногу ќе израдуваме? Вас ќе ви израдуваме најмногу со промената? Наистина многу ќе ме израдувате со промената, се надевам дека таа ќе биде уште посреќна. И секако нејзиното семејство. И добре дојдовте во ладната и снежна Битола. Денеска сме овде за да ја довршиме трансформацијата на тетка Грозда Славевска. Таму каде што ја оставивме минатата недела, тука некаде, и тетка Грозда ја чекаме да дојде. Како сте ни? Здраво, како сте добри? Добри сме. Сега, денешниот ден, целосно посветен на вас. Боже здравие. Да. Значи, после се враќаме на истото место, ама со нова тетка Грозда. Боже така? здравие. Да. Ајде. Тетка Грозда, јас да прашам што се случуваше во меѓувреме? А во меѓувреме бевме таму на третмани во Виола. Чупината прекрасни волшебни раце. Така. Бевме на фризура. Ајде малце промена. Да, сега тоа тека почетокот, значи, Така. подоцна, Да. кога на крајот ќе завршиме, ќе биде новата тетка Грозда. Некакви посебни желби пак да прашам, значи во однос на стилот, желби. тоа ние што си одлучивме или? Тоа. Боже здравие, ќе видим. Абе, јас сум секако уба, која е поуба од мене? Да не го кажам другото. Така. Добро, значи одиме сега, денешниот ден е посветен целосно на вас. Сега пак одиме на едно место кое што не ви кажавме дека ќе го посетиме, ама верувам дека ќе бидете и задоволни, и многу хумани битолчани се пријавија. И многу сака, едноставно откако ве виделе вас, сака нешто да донираат, нешто да едноставно заради вашата позитивна енергија кај нив се родила и желбата, да допринесат уште повеќе за вашата насмевка. Добро, вака јас битолчани, како битолчани, скоро сите се познаваме. Така да, сите ми се пријатели, другари, каде што сум се обратила, така, неретко некој ме одбил за било шо. Хуманоста не изостанува кај битолчани, ама и хуморот и позитивната енергија. Да не ме напрат вип за папа. Не. Со вака позитивна енергија уште на самиот почеток знаевме дека денот ќе тргне на убаво. Одиме сега во центарот, треба да идеме кај хотела Финал и таму некаде ќе се стационираме па ќе продолжиме. Додека зборувавме со тетка Грозда, забележавме дека тешко и оди читањето одблизу, па идејата да посетиме очен лекар ни дојде супер.
Ете тука, да, можете да се подпрете убаво на столчето. Далеку си гледате супер. Сега имаме потреба за близината. Значи сме ги 40 и 45-та година. Нормално е кај сите да се јави периодот на пресбиопија, односно потребата за гледање на блиско. Окото ја губи својата акомодација и имате потреба од наочали за читање. Пациентот веќе има носено наочали за блиско со помал диоптер. Ќе го затвориме првин левото око. Земете си го картончето на ваше нормално растојание за работа, од прилика тука негде, докаде можете да гледате со десното око во бројките. Односно, кој ред го читате најчисто. Велете. Благодарам. Фала и на вас. Ви благодарам на прегледот. Сега тетка Грозда, она што следува е да одбереме рамки. Рамки соодветни на новиот изглед. Може така? Да. Ви благодарам на вас. Одиме да одбереме. Човек се постои него што да мора да проба. Откако ги одбравме очилата, време беше на тетка Грозда да и го овозможиме вип третманот и заминавме во Центарот за убавина. Добре ни дојдовте. Јас сум Вики. Ова е Виола Бјути центар. Мило ми е што го одбравте нашиот центар како ВИП, да го представиме нашиот град и нашата Грозда, да направиме една убава слика од неа. Јас моментално ќе ве препуштам во рацете на нашите фризери. Повелете, ќе направиме еден третман прекрасен на косата за да се освежи како прво тоа, понатаму ќе си јадиме во другиот дел од нашиот спа центар. Повелете. Тетка Грозда ја препуштивме во рацете на професионалците, а ние заминавме во Центарот на Битола, кај Манаки. Не ни го домаќинот! И па не можем низ Битола ние да се испрошетаме така. Бидејќи концептот на емисијата е вистинските вип личности и нашите вип учеснички да ги имаме во иста емисија, со тоа не правејќи никаква разлика помеѓу едните и другите. Димитар Антоновски, познатиот битолчанец и вип македонец на драго срце, ја прифати идејата за да учествува и да ни биде водич низ Битола. Многу мина знато е нашето популарно корзо, каде што се случиле многу љубови, многу нови пријателства, каде што дефилираат оние познатите наши чупиња, односно девојчина, кои што се надалеку прочувани по својата убавина. И нормално Битола како град е многу убав и си има свој дух, своја традиција, нели? Бидејќи знаеме дека е и конзулски град и е далеку прочувани во минатото, а и сега и јас како битолчанец ми е многу мило што вашата емисија е гостин баш тука во Битола и прави едно добро дело за наша сограѓанка. Ти благодарам многу, значи ќе бидеш и ти делото доброто дело, заради тоа што кога
веќе ја видоа тетка Грозда дека е на емисија, бидејќи првиот дел веќе го емитувавме и се јавија многу битолчани кои што баш сака да допринесат во насметката на тетка Грозда, така да ќе одиме да земеме ни едно изненадување кое што го подготви една битолска туристичка агенција и ќе ми биде драго, нели ти го врачиш ваучерот Со задоволство, апсолутно. за патување на тетка Грозда. Сега, значи кај се наоѓаме? Нешто слабо ви украсена Битола. Па може би уште е рано. Уште е рано, чекаат прво од Скопје да видат како е, да биде подобро, да? По-добро Скопје центарот, нели, пример земам од Скопје, се шалам. Реков јас, вие чекате прво во Скопје да се накити и после да кажете дека сте понакитени и поубаво средени. И постои ли ривалитетот помеѓу Битола и Скопје или нема врска тоа нешто ние си замислуваме? Па не знам, може би постои, не знам. Јас сепак ќе кажам, двата града имаат своја убавина. Скопје, нели знаеме дека е град каде што можностите се многу поразлични од сегде во, не само во Битола, него од сите градови. За пејач како е? За пејач е многу тешко да се функционира од Битола, иако мислам се снајдов во тоа бидејќи само одлучив да се вратам тука во Битола, често патувам за Скопје и не знам, некако се навикнав да патувам често, така да си го одлучив Битола како град бидејќи сепак ми е мојот роден град. Тука ми се моите најблиски, нели? Личната карта не се менува никако. И па да. Иако не сум човек што сум врзан цело време за едно место, може би некојаш повторно ќе дојдам в Скопје, не знам. Иако заклучокот на Диме беше дека тешко е да си пеач во Македонија, ние ќе заклучиме дека е тешко можеби финансиски, ама публиката знае и ги цени добрите гласови, а тоа го увидовме во поздравите и муабетите на Диме со неговите сограѓани. Кога веќе сме кај ривалитетот, тогаш не можев да не прашам, што е со Прилеп и Битола? Како да кажам, помеѓу нас Битола и Прилеп стално се подсмевале едни на други, да кажам, мислам во позитивна смисла, иако морам да ги поздравам прилепчани. Сум прифатен апсолутно таму. Од кај ти е жената, таму ти е родата, така, вика, да. Така и ме гибаат Точно. прилепчани, да. И искрено го сакам и Прилеп многу, бидејќи и таму многу функционираме. Има многу пријатели, другари таму кои што ме прифатиле баш како таму да сум роден во нивниот град. Живеам со многу луѓе од Прилеп, така да ги поздравувам и нив. Така, секој град си има своја убавина. Правиш ти простор, ај ти. Сега и после низ корзото нешто не смеш да прошеташ. Од Прилеп е жената. Гледаш каков компромис правам. А бе, компромиси тогаш. Се случува, да речеме тоа секогаш било мистерија и сега ќе порача некој песна и ќе ја плати и ти не ја знаеш. Па имало Ги враќаш парите, имало не. таков момент, меѓутоа јас мора да ги поздравам моите дечки од тајфата, бидејќи со нив научив нешто ново. Кај нив ставно кога ми се случи еднаш таква случка, рекоја нема не знам, ќе ја измислиш песната и ќе ја испееш. Со помош на другите, нели? Бидејќи сепак си помагаме еден на друг. Така му викаш, ајде ја пиеме заедно. Да, па Владимир ќе поздравам и останатите, нели, Александар и Живко. Владимир еве ми помага во пењето. Некогаш на вистина имаме премногу настапи, немам сила веќе во гласот и нели тој како пејач во претходно во тајфата многу ми помага за тој дел и така се надополнуваме едни со други и тоа е Така, добро, одлично, кај нас. тимски треба да се Да. функционира. Чисто само да видам ја тука Елкава колку е висока, да знам у Скопје да кажам. И бидејќи веќе заклучивме дека оваа емисија е само насмевки, малку шегување околу големината на битолската Елка, нема да ни го замерите. Здраво! Ние од Скопје сме да прашаме колку ви е висока Елката. 11 метра само? Кога ќе почне да свети? А што имате внатре у Елката што криете?
А? Сега ќе видим, нема да видим. Значи, чекај, ние сме први што влегуваме внатре во елката на битос. А тоа што ние у Скопје имаме повисока елка? А? Повисока е. Не знам, уште 2 спрата да стајте нагоре. Да? Фала ви многу. Ајде. Ајде. Чао. Ќе ве кажиме? Како не? Еве, кај што е Димитар, таму и вие. Да. Нам со Диме ни беше забавно. А што е со тетка Грозда? Таа ужива во третманите. Масажа и лифтинг на лице. Па масажа на тело. А за да ја овозможиме уште поголемо уживање, тргнавме да го земеме изненадувањето за тетка Грозда. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри сте. Добре ни дојдовте во туристичката агенција Јока Травел. Ние ве побаравме, ја гледавме првиот дел од емисијата со тетка Грозда и сакавме еве незиниот сопруг да им подариме нешто, поточно еве тоа што можеме ние летување да може да се искористат 7-дневен аранжман во Грција. Ке си одберат од тоа што имаме ние, имаме голема понуда од она што го имаме под закуп. Благодарам. Димитар ке го Благодарам многу. Супер. Се надевам дека многу ќе Се надевам дека и тие ќе бидат среќни, еве ќе имат можност да се одморат. Благодарам што придонесувате во ширење насмевки и среќа. Исто и вас за емисијата, да. Цела Македонија. Добрито. Фала ви многу. Димитар, ние сега ќе одиме кај тетка Грозда, ќе имаш таа чест да ја го врачиш ваучерот и да направиме една голема насмевка кај тетка Грозда, па нешто и да запее. Бива? Супер. Бива. Ајде, тогаш одиме. Фала ви многу на вас. Фала ви вас. Чао, секој добро. Поздрав. Одењето на кај тетка Грозда беше одлична можност Диме да ни каже што е актуелно во неговата работа. Тој постојано настапува со тајфата низ цела Македонија. Но она на што работи во моментов се бадниковите поворки, тоест возобновената традиција за прослава на Христовото раѓање со излегување на улица на 6 јануари и пеење на божикни песни. Да се поклонат на Господа во пештера родениот свет. Здраво. Како сте, госпоѓа Звезда? Добро ми сте да ме гушнам. Грозда, да. Добро. Извинувам. Добро, вие како сте? Мене ми падна и со голема љубов и на моја чест ви доделувам од Јока Травел еден ваучер кој што ќе ви припадне вас 7 дена летување во Грција по ваш избор. Што зборуваш? Што зборуваш? Повелете. Фала да сте здрави и живи, фала. Фала. Многу ви благодарам. Многу ви благодарам, не знам што да речем. Само за една или за две особи? За две, апсолутно. Да си го земам и сопруга. Апсолутно. Оти, ова, ова, никој ме нема вака изненадено. Многу ви благодарам. Да сте здрави и живи. Многу ни е драго. Пребаво да си Ќе поминете. одиме во Грција, да. Баш ви благодарам. Тоа ни беше изненадување, да Ви се благодарам. Да Многу се ви солци благодарам. радосници, нели? Многу ви благодарам, не знам што да речам. Слики да ни испратите од морето, тоа ни е најбитно. Да. За селфи. Обавезно. Ви Тоа ќе биде благодарам. наш подарок. Мислам од вас подарок за нас. Баш ме изненадивте, навистина, многу ме изненадивте. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не дам. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не давам. Еј,
И на нашата радост и немаше крај. Но сепак се уште имаме работа, за да ја исполниме желбата на Јасмина за целосна трансформација на тетка Грозда, па тргнав во потрака. Здраво! Дојдов за да одбереме гардероба за тетка Грозда. Тетка Грозда има 52 години и она што цел живот сакала да го има е да биде во некаква спортска елеганција. Она што е многу интересно е дека фустан облекла само еднаш и тоа на свадбата. Да, а ми рече исто дека не сакам сукњи. Така некоја нешта панталона со кошулче да искомбинираме, да ја направиме баш спортско елегантна тетка Грозда, а сепак да ја трансформираме. Што сакам еден фустан за тетка Грозда. Нема ке ни се наљути кај земеме фустан. И тоа е многу ба. Ова е што 38 со 40. Значи, кога зборувавме со тетка Грозда, бидејќи била нереализиран професор по ДИВ, тоа е била желбата, јас некако ја замислував да речеме да биде облечена како оние тренерите што се или селекторите кога седат на клупа, така да нешто такво да видиме. Да ги разгледаме уште па да се договориме. Може? Кога зборував со тетка Грозда за тоа кои се незините соништа, ми рече дека па јас сум стара да сонувам. Меѓутоа, никогаш не си доволно стар за да спиеш удобно, токму затоа нашите пријатели одлучија да ја подарат на тетка Грозда пижамчиња и до вербата нели да одберам дизајн, припадна на мене, меѓутоа морам да побарам помош. Да одбереме пижами за тетка Грозда, може да ми покажете? Дека се женски одел на пижами, можете да се одберете или ние да ви помогнеме во избор? Може, да, значи ни треба нешто удобно. Само уште да ја одговараат пижамите со пижамите на незиниот сопруг, може? Мислам, би требало да имаме пижами и за сопругот. Никогаш не се доволно нови пижами, нели? Здраво! Јас дојдов затоа што треба да одбереме кондури за тетка Грозда. Тетка Грозда има 59 години и не носела до сега штикли. Во мојата одлука да ви сокријам што одбрав, сум го утнала бројот на чевли. Па затоа интервенираа нашите пријатели од Total Post и навреме го донесоа вистинскиот број. А земавме и дополнителни подароци од нашите пријатели.
Здраво! Дали ни се готови на очарите за тетка Грозда? Да. Готивме, готови се, со здраве да си ги носи. Фала ви на довербата. Ви благодариме и вас. Ќе ја израдуваме. Многу. Да, супер. И многу сте брзи. Фала ви многу, се гледаме пак за убави работи. Нема проблем. Поздрав, чао! Празничните специјалитети се повкусни со маслото на Брилијант. Твојот прв избор. Косата на тетка Грозда и ќе затеквавме во многу лоша ситуација, значи долго време не била стрижана, долго време не фарбана, дехидрирано влакното, значи суво, оштетено, не да речам до тој степен многу оштетено, ама без дехидрација, значи многу дехидрирано. Ставивме посветла нијанса во договор со Онезе, значи тоа излезе многу убаво на крајот. И ја подстрижавме степенасто, ради тоа што јас сметав да се истекне ликот малце, да се отворат контурите, пошто косата беше темномерна, долга, не стрижана. И мислам дека излезе супер. Направивме хиалуронски третман, затоа што косата беше танка и кршлива. Направивме хиалуронско пополнување за да се добие густина, да се наполни влакното, да не е кршливо и да се добие добар возраст. Поглед на тоа што претходно беа направени неколку третмани за хидратација, лифтинг ефекти, беше полесно да се направи и во однос на шминката, но претходно ставивме и подлога за шминка, која работиме професионално со МАК производи. Беа малку нагласени контурите кај тетка Грозда. Во однос на очите имавме блага сенка која не беше многу истакнато во однос на окото, но затоа ја потенциравме усната. Во однос на шминката препорачливо е, значи за повозрастни клиентки да се користат поблаги тонови, да не бидат потенцирани нивните брчки, нормално за да не биде тоа како грубо истакнато и невкусно за око. Мило ми е што денес поминавме едно убаво поплавне со вас и одбравме дел од тоа ние што најдобро знаеме да го работиме, јас и мојот тим, вреден тим, морам да ги пофалам секогаш, значи што направивме да се чувствува клиентката прекрасно, направивме одреден број на третмани, окси третман за хидратација, ласер третман за затегнување на кожа, електростимулации, парафинско пакување, ногти, што уште не, значи многу работи кои навистински ги направивме од срце. Исто така исто направивме една масажа релакс која многу добро се мислам дека се осеќаш и се чувствуваше и јас ќе бидам задоволна ако му го подарите од нас и овој мал подарок, скромен подарок, тоа се масажи на тело, уште 4 масажи, затоа што не е потребно сето тоа и дел од домашна нега на козметика. Ви благодарам многу, ви благодарам што се огласивте на нашата понуда да бидете дел од оваа емисија, да учествувате во трансформацијата на тетка Грозда, за заеднички да создаваме насмевки. Ова ќе го предадам на тетка Грозда, а вие може ли сега да ми ја покажете каде за јас да видам? Па не знам, пошто ние си ја сакаме онака, ја обожаваме и ви ја представуваме Грозда.
Da li da ti pridam? Često sam se prašam, da li da ti rečem, ti si život moj. Ti si onoj šepot, duša što mi poji. Ti si zvezda koja sijaje kako den. Ti si nežna pesna, ko na slave i pojo. Pred tvoj pogled kako sunče zdrav. Kako da ti pridam, da li da stojam nemo, ili kako senka da te sledam pa. O ljubov moja, o nemir tajna, o trepet bolka, ti si moj od najljubav son. O ljubov moja, o nemir tajna, od nite i niti si moj od najljubav den. Ова е радоста за Гоган, или? Ова е најголемата радост. Ова е Димитар, така внучето, најголемата радост на баба Гоган, или? Да. А јас сега да ја прашам Јасмина, да слушнам дали ја исполнивме твојата жел. Презадоволна сум. Навистина многу презадоволна. Прекрасно е. Ви благодарам многу. И благодариме и тебе што ни ја пријави за учество тетка Грозда. Ние поминавме убави моменти со неа. Да. И се надевам дека од сега натаму само насмевки ќе имаме и убави моменти. Овај момент не заборавам. Ви благодарам многу за иднички да се радуваме понатаму. Така е. И нека се среќни новогодишните празници и само Исто и вас. натаму да имаме. Фала ви многу. Овде, значи, ќе ја завршиме убавата приказна која ја имавме благодарение на внуката Јасмина, која ја пријави незината тетка за учество во ВИП на еден ден. Доколку и вие сакате да бидете дел од создавањето на убави приказни, тогаш слободно пријавете се. Се гледаме во следната епизода на ВИП на еден ден. А сега имаме подароци за вас, стојте тука. Прво, значи, за најмалиот. За тебе имаме еден многу голем подарок за нова година. За нова година од баба. Од баба Гога, да, од баба Гога. Ова за тебе, ќе го дадеме на мама. Еве, повели. Ова да прави, да меси пита. Баба Гога да меси пита, имаме масло, јас тука ќе ги оставам. Секогаш се добре дојдени на мирници за подома, значи овие се исто за вас, за сопругот, за подома. И сега имаме вака, имаме пижамчиња за вас и за сопругот, и за него нешто да го израдуваме, да. Ова е подарокот од Виола, тука е подарокот од Виола, така. И имам исто изненадување, сега ќе го покажем и на Јасмина. Значи имаме научари, нови, да, имаме нови научари. Еве ги. И се многу бавно. Ќе ги стави, ќе ги видиме. Да, бе, да сум научали да ја видиш, да. Летувањето си останува, тоа веќе го доделивме. Така, ви благодарам многу. Ви благодарам многу, се ми сподна најубаво. Да, бе, да. Тетка Грозда, чест ни беше што те запознавме. O ljubov moja, o nemir tajna, od niti si moj od najljubav den. Kako da ti pridam, da li da stojam nemo, ili kako senka